Здраво на сите, јас сум Стефанија Биковска и можам да кажам моја искуство како еден член на младинскиот активизам. Јас присуствував скоро на сите проекти и можам да кажам дека младинскиот активизам прво на нас ни даде основа како тоа ние да се представиме, да го држиме нашиот став, а второ и најбитното ни укажа како тоа да си ги чуваме нашата средина, односно водата, шумите, чистиот воздух и како моја порака треба да го чуваме тоа што го имаме и да го цениме додека го имаме, бидејќи ќе сватиме дека е битно откако ќе го изгубиме. Треба да ја чуваме нашата природа и да си го чуваме воздухот. На денешниот завршен настан од проектот Екоактивизам младите креираат одржлива иднина, кој што во изминатите 8 месеци го реализираше Сдруженијето Амброзија, како регрантирање преку соработка со Македонското Сдружение на млади правници во рамки на една поголема генерална програма поддржана од Европската Унија, Екоактивизам за позелени општини, ги презентиравме резултатите и главните постигнувања во однос на реализираните активности во изминатиот период. Пред се, проектот имаше за цел да ги поттикне младите за поактивно вклучување во застапување и во градење на локални партнерства за надминување на проблемите со животната средина од една страна, а од друга страна за јакнување на нивните капацитети за поинтензивно лобирање и застапување пред локалните власти за решавање на оние предизвици со кои што се соочуваат младите. Огромно задоволство е да се биде дел од завршен настан кој што завршува со успех затоа што младите го испорачаат својот глас, младите беа гласни за приоритетите и пред се младите беа дел од решение на едно село кое што долго време се мачеше со справување со отпад. Оваа пракса се надевам дека ќе продолжи и понатаму, затоа што постојат и други фондации, и други можности за може да ги аплицираат своите потреби и сум сигурен дека младите знаат, младите научија, младите можат да пренесат пораки и да бидат гласни. Многу гласни затоа што потребите на младите, потребите од здраве животна средина се дел од нашето секојдневие и дека ако сакаме да градиме здрави генерации, мора младите да бидат слушани и да бидат активни на локално ниво. Здраво на сите се знаеме, ама јас пак ќе се представам, значи јас сум Елица Јовевска, работам како помладен соработник за локален економски развој во општина Пехчево и во моментот сум дел од формирањето на локалниот младински совет во општина Пехчево. Веќе при крај формирањето на локалниот младински совет треба да се верифицираат мандатите на членовите на истиот во советот на општина Пехчево. И сакам да им кажам на младите од општина Пехчево дека и ви стојам на располагање за вашите идеи, за вашите активности, без разлика дали тоа ќе се однесува на заштита на животната средина или било која ваша идеја или активност која што сакате да ја спроведеме во нашата општина за да добиете значи општина која што ќе биде прекрасна и добра за живење во неа, за вас па и за сите останати. И сакам да ја искористам приликава да ве поканам сите млади на 18 во сабота, 18 мај во 9 часот сите заеднички да се собереме на плоштада Свети Петар и Павле во Пехчево и да ја реализираме активноста Генералка викенд, односно да го изчистиме, да ја изчистиме нашата општина и да покажеме дека можеме тоа да го направиме за да живееме во зелена и поубава општина за сите млади, па и за сите останати кои што живеат во општината. Значи во 9 часот на плоштадот Свети Петар и Павле ќе се собереме, веќе ги имаме одредено локациите каде ќе го извршиме чистењето и да можеме да ја подигнеме свеста и кај останатите жители во Пехчево дека треба да одиме во насока кон зачувување на животната средина. Исто така јавно ја користам оваа прилика да ја поканам и Сдруженијето, да го поканам Сдруженијето Амброзија, кое што исто така е дел планираме како дел да биде од оваа активност Генералка викенд. Истото важи и за младите од општина Берово. Знам дека овде не гледам представник од општината, но мислам дека овој викенд исто ќе се одржи Генералка викенд и во општина Берово, така да може да исконтактирате со представници од општината и да бидете дел од оваа акција. Ви благодарам. Да го поздравам овој совет, пред се моите колеги младите со кои заедно работевме во овој период. Верувам дека направивме многу интересни работи, пред се еден голем исчеквар, односно доживеавме отворени општини кога имавме двосмерна комуникација, кога младите зборуваат, а општините слушаат и создаваат амбиент да можат младите да реализираат. Не смееме да застанеме тука, затоа што посебно со село Црник имаме и децентрализирачка активност кога се даде моќ на граѓаните, односно на жителите на селото да одлучуваат по кој пат ќе се движат. Самиот
метод да аплицираат истите жители на селото со поддршка на младите, со иницијатива на младите да формираат и местна заедница, што значи да преземат дополнителни чекови, за мене е охрабрувачки момент. А на уште повеќе се надевам дека општините заедно со граѓанскиот сектор од Пекчево и Берово најпрво ќе аплицираат на повикот што е сега од УСАИД за млади, за 3 области, понатаму општините заедно со граѓанскиот сектор и младите ќе аплицираат во август месец да отворат младински дебатни клубови преку Младински образовен форум, нешто што веќе е пристигнато и во Делчево, и во Македонска Каменица, сега и во Виница, така да и Берово и Пекчево да влеземат. Значи таму има прекрасна можност каде што можат младите не само да дебатираат, туку преку активизам и артивизам да ги изразат своите ставови, не само да учествуваат на активности организирани од општините, туку тие да наметнуваат идеи и нивниот глас да биде важен, гласен, критички, како што кажаа медиумите, да ги наметат своите потреби, а не да чекаат од друго. Подитно да се направат младинските совети кои ќе бидат пред се зајакнати, да имаат своји стратегии, потреби, аргументирано да ги наметнуваат приоритетите и да се овозможи оној 0,1% од општините да мират наменети за младите. Значи не е доволно само декларативно да ги поддржуваме младите, туку да се овозможат услови да младите ги реализираат собствените идеи. Мога да кажа од почетокот, кога почнаваме со проектот, вие на нас ни дадовте основа, каде можеме да се представиме самите себе и да учествуваме в многу проекти. Второ и најважно, каде можеме да чуваме нашата чиста околина, како пример шумите, водите, воздухот, исто така. Можам да кажам дека вие на нас ставивте некој добар менталитет за тоа како да си ги чуваме истите, кои ни се подарени во нашиот дел, и тоа како можеме да го шириме на другите околу нас за да се зачуваме нашите средини. Во постерот наведовме неколку факти зошто шумите се важни. Тие се прочистувачи на помалите градови, исто така се дом на 300 милиони луѓе на планетата Земја. И се обезбедувачи на кислород и ги наведовме тие факти зошто шумите се важни за нас. И напишавме пораки, бидејќи не треба да се фрли отпадот, стари се консумери, не треба да загадуваме средината во која живееме, треба сите да го почитуваме правилото и да живееме во чиста средина. Имам една порака до вас да останете вака и да се грижите за нашата животна средина, бидејќи тоа останува на вас младите и да бидете по-критични спрема сите лоши работи во шумите, било каде во градот и јавно да говорите за тоа. Уште еднаш ви посакувам многу успех и да видите уште повеќе активни на секаде каде што ќе видите дека некој ја уништува нашата природа, без разлика кој е. Благодарам се. Фала и за поддршката која што имавте за цело време и од Малешнет и од Делчево 365 во делот на споделување на информации од нашите активности.